Во ова издание, реакција од државниот секретар Блинкен, нападот врз Одеса фрла сомнеш врз кредибилитетот на руската посветеност на договорот за житото. Интервју за Гласот на Америка. Насер Нуредини предупредува: да штедиме енергија, можно е да немаме доволно за грејење зимава. На сончева енергија или само со електрични уреди. За иднината на Охридското езеро, при што нема да се користат фосилни горива. Средношколци од Охрид со свој изум. За ова и повеќе, останете со нас. Ќе ви кажеме. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Русија објави дека незините ракетни напади врз украинското пристаниште Одеса не треба да влијаат на договорот за обновување на извозот на жито. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков рече дека нападите ја погодиле само воената инфраструктура. Реагираше и Стејт департментот. Американскиот државен секретар Антони Блинкен рече дека нападот фрла сериозен сомнеш врз кредибилитетот на руската посветеност на договорот во петокот и ја подкопува работата на Обединетите нации, Турција и Украина да ја донесат критичната храна на светските пазари. Русија првично негираше каква била вмешаност во саботниот напад, но во неделата рече дека незините сили се одговорни. Украинските власти рекоа дека работат на извозот на жито повторно по договорот што Украина и Русија го потпишаа во петокот. Аранжманот беше поздравен како важен чекор кон ублажување на глобалната криза со храна, при што генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го нарече светилник на надеж, можност и олеснување. Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја критикуваше Русија, велејќи дека го загрозува договорот за жито. Го вртиме погледот кон Македонија. Напуштање на рек Битола, штедење енергија, вложување во обновливи извори, воведување данок на јаглерот се само дел од потребните промени што ги посочува министерот за животна средина Насер Нуредини во интервју за Гласот на Америка. Тоше Огњанов разговараше со него. Секој да штеди енергија, од индустрија до граѓани, за да се преброди престојната зима без да и се наштети на околината. Тоа го вели министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, во интервју за Гласот на Америка. Веројатно е дека во текот на зимата ќе нема доволно гас за грејење во Скопје, но како држава бараме можности за набавка од други извори, како што е соседна Бугарија. Министерот препорачува за грејење да се користи струјата за која вели дека е еколошка, но и економична опција. Грејењето со инвертери сепак би било поевтино, енергетски поефикасно и помалку штетно за околината. Мораме да бидеме подготвени и внимателни, да не користиме материјали што се штетни за нашето здравје. Повод за разговорот со Нуредини беше една година од прогласувањето на Шар планина за национален парк. Сепак, дивата сеча таму се уште постои. Создавањето национален парк не значи дека правиме музеј, туку дека создаваме ред. Очигледно е дека во минатото постоела дивата сеча, а има индикации дека се случува и денес. Но добрата вест е што директорот на Националниот парк создаде добри релации со тамошните жители. Денес тие самите пријавуваат нелегални активности. За малите хидроцентрали пак, за кои еколошки организации укажуваат дека им наштетуваат на заштитените подрачја, Нуредини најавува законска рампа. Со текот на времето стана евидентно дека во некои случаи тие му нанесуваат штета на екосистемот ако не се изградени соодветно. Некои не требало да бидат таму. Со новиот закон за заштита на природата нема да дозволиме предлози за нови концесии во заштитените подрачја. Министерот се согласува дека развојот на обновливите извори на енергија е се уште мал кај нас, но нема позитивен став за понатомошното одржување на рек Битола. Мора да го напуштиме јагленот. Негативно влијае врз климата, а има последици врз луѓето што таму живеат. За жал, во изминатите 30 години многу малку инвестирано во тој објект. Наместо да го реновираме, подобро е да вложуваме во обновливи извори. Како круцијално решение кон чиста енергија, ја посочува потенцијалната хидроцентрала Чебрен. Мислиме дека тендерот за Чебрен овој пат би бил успешен. Гледаме да ги обезбедиме сите документи, особено студиите за околината што во минатото ги немавме. За забелешката од ревизорите дека веќе 3 години досни законот за климатска акција, Нуредини вели:
as also mentioned in the revision. Ако не сме подготвени на подобра меѓусекторска соработка, како што беше посочено во ревизијата, тогаш не треба ни да го носиме законот. Тоа што се обидуваме првично да го создадеме е подобра координација и веќе успеваме во тоа. Најавата од ЕУ за данок на јаглерод од 2026 година создаде грижи кај нашето извозно стопанство. Сепак, Нуредини го поддржува воведувањето на таков данок и кај нас. Смета дека така ќе се забрза обврската за декарбонизација. Carbon pricing is very important for the future of our country. Данокот на јаглерод е многу битен за иднината на нашата земја. До 2026 година ќе бидеме обврзани да го плаќаме. Затоа, ако не се подготвиме сега, нашата економија ќе се соочи со зид во 2026 година. Патот кон ЕУ ќе опфати многу обврски кон животната средина. Министерот е убеден дека македонските институции ќе ги исполнат задачите. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. За крај на News Flash на истата тема. Иднината на Охридското езеро е во пловила кои нема да користат фосилни горива, туку ќе работат со помош на сончева енергија или електрични уреди, велат екологистите. Неодамна средношколци од Охрид го промовираа нивниот изум мал брод на соларен погон, за што добија прва награда во Северна Македонија. Мики Трајковски има повеќе на оваа тема. Наместо да се редуцира, секој лето на Охридското езеро стигнуваат нови јахти, глицери, катамарани, скутери, бродови, чии што мотори работат на фосилни горива и директно го загадуваат и влијаат негативно на живиот свет во него, предупредуваат екологистите. По кажувањето на експертите од заводов Хидрохелошки завод, дека една од причините за пастрмката да ја нема и бучавата од глисерите, преголемата бучава, то природно, плашеки се, тие бегаат во длабочините. Таму тие имаат сознание за пастрмки со огромна големина, преку 20, 30, може и 50, не знам, значи повеќе кила. Тие со години ја заговараат идејата за редуцирање, односно постепена замена на овие пловни објекти со пловила кои би работеле на друг вид на погон, за што може да се користат и фондови од Европската Унија. Овие глисери што тука ги има, капацитетот на езерото не е за такви големи пловни. Овде ке мислиме дека таквите објекти со таквите големи капацитети треба да бидат, ајде да не кажем, забранети. Се случува да има излевање на течни горива кои ги користат за погон, дали при претоварење, дали при хавари. Но неодамна во езерото заплави првото еколошко пловило на соларен погон. Него го изработија ученици од електромашинскиот училишен центар во Охрид. Секој си имаше своја одговорност, како например истражување за моќност на пенти, барање средства против алгите за да не се налепуваат од оздола, осмислување на конструкција за соларните панели. Велат дека со ово покажуваат дека не само автомобилите, електричниот погон може да се користи и при работата на пловните објекти. И све автомобилска индустрија, никој не осмислува за наутиката. Ние смисливме за наутиката да ја префрлиме и таја на електричен погон. Велат дека на проектот работеле околу половина година. Пловилото е со тежина од 240 килограми, кој со себе може да носи 4 патници и без проблем да плови цел ден. Успеавме да направиме целосно електрично возило, но предизвикот беше таа електрична енергија што е потребна за движење на возилото да биде соларна, добиена од сонце. Кога има сонце, имаме инсталирана батериска келија, може да се напојува пентата од акумулаторот и дополнителни 2 сати имаме бесплатно пловење. Целосно автономно. Учениците од Охридското средно училиште на државниот напревар предизвик за млади истражувачи на Фондот за иновации и технолошки развој и освоија првата награда. Со финансиските средства го реализираа овој проект. За сега идејата е ова пловило да се користи како туристичка атракција. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме утре.